Со активности за испитување на земјиштето каде ќе поминува страничниот алтернативен пат на автопатот Тетово-Гостивар, денес беше означен почеток на работите за изградба на коридорот 8, кој е дел од договорот со американско-турскиот конзорциум Бехтел и Енка. И овој ден е посебен за директорот на јавното претпријатие за државни патишта и Простеми, како и оној пред речиси 2 месеца кога беше откриена таблата која и тогаш означи почеток. Паралелно ќе се одвиваат геомеханичките испитувања, проектирањето, подготвувањето елаборати за експроприација и мобилизација на градба. За Рустеми тоа е подобар концепт. Јас одговорно ви тврдам дека денеска имаме механизација на терен, бидејќи имаме нов концепт на градба на патиштата, бидејќи тој стариот концепт што беше до сега. Ние сите сме сведоци колку трајат нашите проекти за изградба на патиштата. Како пример, ние Кичево Орид. Значи 10 години не можеме да го завршиме патот што има 57 километри. Затоа ние како јавно претпријатие, Министерство за транспорт и врски, владата одлучивме да менуваме концепт. За најавеното оспорување пред Уставен суд на донесените закони поврзани со коридорите 8 и 10Д, кои ги потпиша председателот на државата, особено по реакциите за законот за работни односи, првиот вице-премиер Артан Груби смета дека нема причина за такво нешто. Никаде во законите не се споменува спорната бројка од 60 работни часови. Се искоординира целата работа со правната служба во владата, со законодавната правна комисија, со сите експерти, значи што ги има владата и министерствата, и Министерството за труд и социјала, така да нема апсолутно никаква причина ниту да се оспори, ниту да се разгледува, претпоставам, од Уставниот суд. Всушност, законското решение предвидува дека работниците можат да работат прекувремено, што можат и сега, но за тоа ќе треба да дадат писмена согласност дека прифаќа да работат прекувремено и за тоа мора да им се плати. Груби рече дека поради клаузулата за доверливост не го доставиле целиот договор за Бехтел и Енка до Државната комисија за спречување на корупција, додека јавното обвинителство ја има целосната верзија.